Македонско име никој пат нема да се забрави. Треба да се знае. Македонци сме родени, македонци ќе умреме. Дури крвта ни е македонска. Јас не можам, како дојде тука министерот, јас му речех. Јас сум македонка, мајка ми е македонка, татко ми е македонец. Дури крвта ми е македонска. Јас и мајне не сакам, ама македонското име не го дам. Ideme со Ивана Алабак од Велес, од Бугарија, 90 души четници бевме. 40 мина имаме променети турски алишта, црни вака и со весови. Вечерта ќе ојме ся на Нож планина. Нож од планина. Ќе врвиме покрај една станица турска, 20-30 души турци. Тој водачот што не водеше, а вели тоа дека турците се многу, вели да врвиме оданад, врви напред му вели Тиван. Поминавме близко, таман отидоме кај тие војводи, Тане Николов, Ристо Светков, Петре Ацев од Прилеп. Колку отидоме да се видиме, еве турците. Бре, стражата викат, бре, вели, турците идат цуарите. И ние, едни таму, викне Иван, а бре, овоно торајте, вели. И ние, со пушките, го фатив Меридот. Останаа турците. И викат Алабакот и Петре Ацев од Прилеп тој е. Пуси прајте. Си направиме пуси едно друго се. Од друго место иде турци. А оданаде, а отаде. Ама помалку, по 15, по 20 души. Ама ние се направиме веќе иć Куршум да не фаќат. Отиде турците 3 пати. Целата војска. 3 пати Куршум и Боријата свирна. Ама и ние имаме 2 сигналисти. Свири турците, свири нашите. Свири турците, свири нашите. Утепа од нашите околу 40 души. Немаше војвода кај ним и останаа сами, им дојде од Прилеп, отсади војска и истепа. Ти што си видел, кажи нешто. Таму е дуним така бе. И стана питу како беше, значи на стол. Како рече,
браќа Бугарија, рече, Македонија да живеат, рече. За Македонија излезовме, рече. Не излезовме за браќа Бугарија. Вровисите иска да дое Бугарија тука. А па централистите го наеме па самостојателна Македонија да биде. Никој да не се не брка. Ниту србин, ниту бугарин, ниту грк. И грчиците да одија тука, удараваме се и с них на некој пат. И грчи, и српски. Најтешко беше кога бевме веќе заградени од секаде. Беше бузук од паса. Мало и големо по нас трчеше. Мајка ми со деца дровни го фрли детето. Сестра ми ја фрли да ја колет турците, таа избега. И така бевне. Со моки, со стравој. Леп немавне. Бравите напред и пушчихме горман да ја колиме, да јадиме месо. Од никаде помоше никој не ни помогне. Сега сите не напаѓаат Македонија, а Македонија ми е. Сами да се боревме за Македонија. Зарајте, браќа, браќа македонци, милево славно гангори, милево славно гангори. Жените плакат, плищат децата, моми се кријат во безпокој, моми се кријат во безпокој. Утре сте браќа, не се боете, скоро ќе падне тоја тиран, скоро ќе падне тоја тиран. И но тако ќе построиме на таја турска гнила страна, на таја турска гнила страна. Ура! Гол Султано! Удолу, да не кажу подробно, избегав удолу и ватих шумата ота. Отаде знаев веќе посоката каде одрел. На патот видов еден со пушка оружен кој превоѓа патот што е за цер, од Круша за цер. Чекај рекој ќе вида кој. Се скри во шумата, помина тој и му викнав ја. Стој, реков бре. Тој почна да шекокај, да бегат, лево, десно. Стој, не мрде, ќе те отепам увел. И виде, не виде, застана. Како е, бре, момче, рече? Тој бугарин беше. Кај ој, бре, му вело? Ода, вели, пошта носа на војската и во општината во Цер. Од кај си, му вела, бре? Јас су българин, вели. А бре, ти българин, реков, ако си, реков, што си барал овде во Македонијата? Су беден човек за парче леп. А овде дека рекол колку има јавници за парче леп што би слугали. Ти да си оиш во Бугарија, рекол, му вело. Овде не е твоето место. Добре, величе, ще си поднесо оставката. Фрли ја пушката, рекол. Ја фрли пушката. А фрли торбата. Ја фрли торбата. Почна да плаче. Ама, момче, вели, немој да одговарам. Јас су беден човек, вели, да ми страдам децата, вели. Знаеш ли, реков, како е, ќе му кажеш на началникот, да не и биете, реков, овие другарите наши што да му кажеш јас су тој и тој. Денеска има покана, ама не ода ќе бегав шума, реков, и ја, кај друзите, кај моите другари. Ти си, рече Пандилица, рече на Пандил Николов, рече, му вела јас. А ти си, рече шумкар, кој што и рани шумкарите, рече. Ме тепа, да ти кажам отепа. И најсете му станав. Моля, слушај вам, моля, господин началник, да земиш, моля, револверот да ме стрелаш, до еден да паднеме, моля, Македонија наша. Од секогаш била македонската традиција тапчена, било у бугарско, било у српско. Се сеќаваме на година, не знам која година беше, свиреме у Гевјелија. Дојдоа тука банови, дојдоа шеријатски судии, не знам кои, не знам, адвокати, една соба пълна беа. Сајбијата што е, ни вика, кој што ќе посака, ќе му свирите, ќе му пеете. Викам да не патиме некоја бела. Не се бој на моја одговорност. И ја викнаме на Госта Делчев песната, нарачао таму, де на Госта Делчев песната да ја пеете.
И почнаме да пееме и тој извади пиштол, бам, бам, чиралисте па сите. Така врзглава Ѓинари сите куршумите за малку да настрадаме. Помина време, дојдоа бугарите, не натераха Зорле да идеме у радиостаница да свириме. Свириме таму, првиот пат кога свириме таму, нивни песни, убаво не, букети ни дадоа. Второто амле кога не викна, па отидаме таму, мислејќи па букети ќе ни дадат, една непредвидена песна пееме таму македонска. Испаѓање од телевизија, од радиото, кој е капелник, викам ја сигурно ќе ми даја мене свеќе, нешто букет. Не свеќа ми у затвор. Јас се викам Тумбовска Ленче. Инвалид сам 100%, без очи. Иначе сам од Солун. Мојата мајка се вика Маргарита. Татко ми се вика Јордан. Кога мене ме фанаа грците, 39-та, иначе работам во организацијата од 37-та година. Како курир. 39-та ме фанаа у школото. Само писмото што го носив не можеа да ми го пронајдат, оти јас го изведех. И оди не можеа да ми го најдат. И ми земаа од школото и однесеме, затворијаме. Осудијаме прво да ме бесат. Оти бех малолетна, на 15 годинки немав, тога ме осудија на 105 години затвор. 3 години лежах у затвор. Тепааме, мачијаме. У Солун. Грците ме судија. Како политички, зашо работев во организацијата на М. Таа е единствена Македонија. 41-та година грците у затворо однесеме во една голема соба. Во неа имаше 4-5 души. 4 на сите 4 кјушини по еден и еден у средината. И фатија да ме питат на грчки. И они на грчки, јас на македонски. Македонка сам, не можам да бидам јас гркина. И фатија да ме псуват на грчки. Земе тај, во средината бутни ме на тај, од тај на тај. Само како фудбал ме игра. И ми веле тај во средината, да знаеш, веле, ќе те ги извајме очите. Велам, што сакате правејте и јас не знам ништо. Значи да ме заколят и да ме отепат, јас со организација не кажувам. Оти ако кажам, ќе фатат тај и организација ќе се открие. И тај во средината зема извади нож и ми веле, очите ќе ти ги извадам, што сакаш прави. И земаа со нож, ми го извртеа левото око, со нож ми го извртеа. И јас сам паднала и сам се изгубила. Излегов партизанка од Солуна града. Од Солуна града ходихме по планини, по Балкани, нито мили, нито драги. Ники оиме за Солуна. За Солуна града, таму ќе развиме знамето македонско. Македонка срце. Права македонка. Име неќе ме се смени. Македонско име нема да се смени. Немат. Мене немат. Македонија и друго ништо. Нема да го смени не името. Кој сака нака име нема да се смени. Не се сменало од баба Анден, кој се застојало овде Катрпејца, што се викало, име не се сменало македонско, сега ние да го смениме тоа не. Не го смениме името. Не. Нема да си се поизмамиле да го мените името срце. Немојте. Немојте да го сторите. Не. Тоа право не ви давам.